Почитувани, добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа професорот од Правниот факултет Денко Малески. Професоре, постои ли можност до декември да дојдеме до решение за името? Не гледам апсолутно никаква можност тоа прашање да се затвори во рок од 6 недели, бидејќи прашањето е премногу сериозно. Ние сме во една нова фаза на спорот со Грција, кога проблемот иницијален, почетен, врзан за дистинкција помеѓу државата Република Македонија и грчката провинција Македонија, сега има додатна тежина со проблемот на дистинкција помеѓу идентитетите. Кој е македонскиот идентитет? Тоа успеавме да го направиме така што влетавме во стапицата на антиквизацијата, а такви проблеми, разрешување на идентитетски теми, се работа на една подолгорочен напор, не само на политиката, туку и на општеството во целина. Што ако тоа не се случи? Постои ли каква и да е можност да добиеме датум за преговори без да дојдеме до решение за името? Па сега, во крајна инстанца, ние нема да можеме да станеме членки на Европската Унија без да го решиме овој проблем. Тоа е ставот на Грција. Дали тоа тие ќе го направат веднаш сега на состанокот во декември, мислам да. Постои можност да се одложи целата работа доколку тоа го процени Европската Унија, за да ни се даде уште време. Меѓутоа, тој проблем на надворешен притисок е едно нешто, второ е нашата волја, нашата спремност, сериозно, искрено да се зафатиме со решавање на проблемот, што предполага внатрешна една поинаква ситуација на соработка, на обединување, на барање излез, на заборавање на тие политички подметнувања кои што толку често се користат во вакви деликатни теми. Но вие мислите дека е невозможно да се добие тој датум за преговори доколку не излеземе со некаква барем добра волја или што? Нешто сериозно треба да се случи, веројатно, а и самиот датум не е гаранција за членство. Оти на секоја од тие поглавја, не знам колку пати може земјата членка Грција да не блокира. Меѓутоа, она што е многу интересно е како ние заборавивме на НАТО. Одеднаш НАТО не е важен, а секогаш во овие проблематични земји прво се инсистира на влез во безбедносната структура, па потоа се оди кон европска интеграција. Ние тоа го оставивме како добро, сега не сакаа во НАТО. Просто е запрепастувачки како заборавивме така голема награда за Македонија и сега се концентрираме на ова второво. Меѓутоа ова второво го правиме на идентичен начин, како политика, со иста реторика, идентична реторика, како пред НАТО самитот. Ние се обидуваме да ги исполниме сите услови, ние ќе работиме на условите, ние веруваме во Европа, во правото на Европа и слободите и што ја знам, ама не можеме да ја разбереме реалната политика на меѓународните односи, кои што велат ова. Не очекувајте како држава од нас да одиме дотаму во поддршка за вашата политика, која што ќе ги загрози нашите односи со една наша членка, партнер земја. И тоа е тој железен закон на меѓународната политика, дека сојузите се формираат да си ги бранат интересите на своите членки пред се, а не на оние што се дојдени, и да не заборавиме. Затоа и битката да се влезе во сојузот од страна на Македонија, за да и ние добиеме таква една помоćна позиција заедно со другите. Ама тоа не можеме да го оствариме без да разбереме таа реалност и без да најдеме излез од неа. Зошто тогаш Европската комисија ја донесе таа техничка одлука да даде препорака за добивање датум? Има ли политика во сето тоа, со оглед на, да се изразам со јазикот на евродипломатите, охрабрувањето да дојдеме до решение за името? Извештајот во еден дел е признание за работата на владата,
и на некои претходни кои што работеле во таа насока, но во еден друг дел е сериозен притисок врз владата на Македонија. А имено, еве, ви пружаме рака, ве молиме, помогнете ни да ви помогнеме. Пробајте да најдете решение за овој проблем. Ништо појасно тоа не може да се каже и мислам дека тука е она што може би ќе се направи најголемата грешка од страна на нашата влада, едноставно да го прокнижи ова како свој успех, без да ја разбере втората димензија, притисокот. И тогаш веќе можеме да завлеземе во уште по проблематични ситуации. Се зборува за некаква тајна дипломатија, ќе се очекуваат ли нови предлози? Кои се тие потези и чекори кои што сега можеме да ги очекуваме на планот на решавањето на проблемот? Мислам дека се залудни тие шпекулации за некакви големи пробиви преку тајна дипломатија, директни преговори, затоа што проблемот е јасен, проблемот е многу тежок, бара целото општество да се соочи со него, бара институциите, интелигенцијата да не бегаат од проблемот, јавноста, печатот, медиите да учествуваат на еден конструктивен начин во сето тоа, оти е ова претежок проблем само за политичката елита на Македонија и тоа не целата политичка елита која, знаеме, многу тешко гради единство, туку за врхушката на владеачката партија. Тоа е претежок проблем и тоа тие не можат да го извлечат. Побргу ќе оди државата во некаква криза, отколку што тие ќе се жртвуваат. Бидејќи, велам, станува збор за една комплетна ревизија на нашата домашна и надворешна политика. Ни трошка од национализам, ни трошка од иредентизам, модерен еден поглед на обединување во Европа, на човекови права за нашите луѓе од преку границата, без никакви фантазии за една Македонија од 3 дела, пак ќе биде цела и такви глупости кои што ќе не воведат само во неволји и кои што не можат да се остварат и не остваруваат ништо освен подобра позиција на оние која водат домашната политика да останат на власт. Што е тоа што ќе иницира сега нови потези? Ќе се чека ли нов предлог или како стојат сега позициите, како вие тоа го гледате? Па имам впечаток дека пред одењето на администрацијата на Џорџ Буш беше постигнат некаква согласност околу последниот предлог на Нимиц меѓу неколку страни кои учествуваат во спорот, Македонија, Грција, па и американците на некој начин. А тоа е во 2 фази да се реши проблемот. Тоа е она што стои во хартијата. Во првата фаза да се реши прашањето на името, да остане отворено решение, барање решение за името на јазикот и името на нацијата. Тука имаше 2 позиции истакнати. И дури потоа да се дојде до она што се вика финален договор. Вие знаете дека 95-та година подпишавме времена спогодба или привремена, додека не се реши главниот проблем. Главниот проблем беше името, сега стана и проблемот на дефинирање на јазикот и на нацијата со некаква додавка. И тоа ја прави сложена ситуацијата. И тоа е во основа начинот на кој што веројатно ќе се решава проблемот во две фази. Кое решение е најдобро, тоа треба да се мисли многу сериозно, ама само во моментот кога ќе биде јасно секому дека без компромис не можеме веќе напред. Ви благодарам за разговорот. Молам. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа беше професор Денко Малески. Пријатно.